Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Во ова издание, министерот за одбрана на Република Македонија Фатмир Бесими денес во Пентагон на средба со американскиот колега Леон Панета. Информација за ова ќе најдете веднаш по завршувањето на средбата на нашата интернет страница glasnaamerika.com. А сега одиме со најновите вести од САД. Скандал ја тресе тајната служба. Најмалку 5 мртви во серија торнада. Игри на глатта доминира во киносалите. Американскиот председател Барак Обама очекува темелна истрага за наводите за несоодветно однесување на тајната служба во Колумбија, предупредувајќи дека ќе биде лут доколку се покаже дека се вистинити. Скандалот на безбедносната претходница на Обама на самитот на Америките во Картагена фрли сенка на неговата мисија на овој собир. Некои од агентите на тајната служба наводно најмиле проститутки додека ја подготвувале посетата на председателот во Колумбија. Властите соопштија дека 11 агенти биле испратени назад во САД и ставени на принуден одмор, а 5 се изолирани во нивните простории во Колумбија. А на самитот на Америките во Колумбија, лидерите го завршија дводневниот самит без финална декларација, не успевајќи да најдат заеднички јазик за вклучувањето на Куба на регионалните собири во иднина. САД, поддржани само од Канада, беа категорично против и покрај притисокот на левичарските и конзервативни влади во регионот. Колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос рече дека нема причина Куба да не учествува и дека тоа е анахронизам од студената војна. Еквадорскиот председател Рафаел Кореа го бойкотираше самитот поради отсуството на Куба. САД пак тврдат дека кубанската влада не може да учествува бидејќи нема демократски акредитиви и не ги почитува човековите права на своите луѓе. Најмалку 5 лица загинаа во сојузната држава Оклахома во серијата од најмалку 100 торнада, што го зафати централниот дел на САД неделата. Меѓу загинатите 30 деца. Десетици лица се повредени. Во Оклахома, Ајова и Канзас беа срамнети со земја цели куќи, а стотици илјади жители се без електрична енергија. Футуристичкиот Игри на глатта веќе 4-та недела поред е нагледан филм во американските киносали. Заработи $21 милион и сега вкупно има инкасирано $337 милиони. Бред Пит и Анџелина Џоли конечно ќе стапат во брак, или барем и официјално се верија. Се запознаа за време на снимање на филм во 2005, а имаат 6 деца. Во продолжение на Newsflash, првиот човек на Меѓународниот монетарен фонд е внимателен оптимист за шансите на светската економија. Кристин Лагард вели светот ја преживее европската должничка криза, но глобалните економски изгледи и натаму се на тенки носе. Порано годинава должничката криза во Грција не беше мака само за жителите на оваа земја, го окупираше вниманието и на светските берзи. Со условно кажано сега малку посмирената ситуација во земјата поради новиот меѓународен пакет помош, директорката на Меѓународниот монетарен фонд Кристин Лагард вака ја оценува ситуацијата. Има напредок во економската клима, но да не се залажуваме, ризикот и натаму е висок, а ситуацијата кревка. За Лагард, еден од најголемите ризици по светската економија е заканата од друга должничка криза, можеби во Шпанија или Италија. Меѓународниот монетарен фонд и Светската банка ќе одржат редовна годишна средба во Вашингтон на 20 и 21 април. Лагард бара обединет фронт од светските лидери. Ризиците и потребите се се уште големи и би било немудро да се игнорира тој факт. Во време кога земјите поединечно се борат со долгови, Лагард потенцира дека на фондот му требаат дополнителни средства од 187 земји членки за да се бори против идните економски кризи. Вели, цената на инфлацијата би можела да биде многу поголема од давањето повеќе пари на фондот. Различни во секој друг поглед, членовите на Порше клубот на Америка имаат едно заедничко. Ја обожуваат брзата машина. Клубот е формиран пред 60 години. Автомобилите се менуваат, но идејата да се мине викенд со пријателите во возење остана иста. Еве што се случува кога ќе земете 250 аматери возачи, додадете 200 најбрзи автомобили во светот, попрскајте ги со неколку предавања и оставете ги на Virginia International Raceway, тркачка патака во Вирџинија. Порше клубот на Америка има два главни услови. Едниот е Порше во сопственост.
И другиот, поевтин, е плаќање членарина. $46 годишно е паричната обврска за членување во клубот. Ова е председателот Мани Албан. Тој веле дека има повеќе од 100.000 членови кои повеќе сакаат да се тука отколку каде било на друго место. Том Зафарано веле дека ова ја лечи неговата потреба за брзина. Ако навистина сакате да ја возите вашата кола навистина брзо, зачленете се овде. Ке ве научиме. Членарината не е голема, но самото хоби тоа е друга приказна. Поевтино е отколку да се дрогирав. Камионот при колката, 2 променети мотори на Поршето, околу $200,000, најмалку. Тие се собираат овде, се дружат, зборуваат за колите. Некои мислат дека се тркаат, но ова не е трка. Може да се фалите колку сакате дома, зашто секој е победник ако ја донесете колата дома цела. И ако ги прашате што е најдобро во целата работа, ќе ви речат. Најдоброто е што знаеме дека утре можеме пак да дојдеме и да го правиме истото. Тоа е нивната идеја за совршен викенд. А утре во Newsflash 2 безбедносни пропуста во Лондон деновиве. Непријатно изненадување за властите пред Олимпијадата. Гледајте во утрешната емисија. Инцидентите како поука покажуваат што се може да се случи летово на Олимписките игри. Гледајте утре во Newsflash. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. До гледање до утре.